Односите помеѓу верските заедници и религиозните групи со државата се регулирани во Уставот на Република Македонија, Законот за органите на државната управа и Законот за црква, верска заедница и религиозна група. Член 19 од Уставот на Република Македонија вели дека Македонската православна црква, како и Исламската верска заедница, Католичката црква, Евангелско-методистичката црква, Еврејската заедница и другите верски заедници и религиозни групи се одвоени од државата и се еднакви пред закон. Од ова јасно произлегува дека во Република Македонија нема државна религија. Државата е секуларна и религијата е одвоена од неа. Тоа значи дека државата нема право да се меша во црковните работи, ниту пак црквата да се меша во државните работи. Црква, верска заедница и религиозна група е доброволна заедница на физички лица кои со своето верско убедување и изворите на нивното учење ја остваруваат слободата на вероисповедта соединети по вера и идентитет, изразен со подеднакво извршување на богослужба, молитва, обреди и друго изразување на верата. Верски службеник е лице кое е во служба и со своето верско убедување и припаѓа на црква, верска заедница и религиозна група и врши верско-обредни, просветни, организацијски и добротворни активности, во согласност со нормите на врховниот орган на својата регистрирана црква, верска заедница и религиозна група, кои се во согласност со Уставот, законите и правните прописи во Република Македонија. Со овој закон се утврдуваат мерките за безбедност и здравје при работа, обврските на работодавачот и правата и обврските на вработените од областа на безбедноста и здравјето при работа, како и превентивните мерки против професионалните ризици, отстранувањето на ризичните фактори за несреќа, информирање, консултирање, обука на работниците и нивните представници и нивно учество во планирањето и превземањето на мерки за безбедност и здравје при работа. Одредбите од овој закон се применуваат во сите дејности на јавниот и приватниот сектор, за сите лица осигурени од повреда на работното место или професионалните болести според прописите за пензиското, инвалидското и здравственото осигурување и за сите други лица кои се вклучени во работните процеси. Правото на верско убедување е основно човеково право гарантирано со Устав. Црквата, верската заедница и религиозната група имаат право внатрешно самостојно да се организираат со своји органи на управување, надлежност и хиерархија, но во согласност со законските норми на државата. Законот за безбедност и здравје при работа е токму таква позитивна законска норма. Затоа на терен проверуваме колку се здрави и безбедни условите во кои што служат свештените лица од најбројните верски заедници во Македонија. На 30 септември 2009 година во 4 часот и 30 минути, наместо утринска молитва, монасите во Бигорски спасуваа се што може да се спаси. Вредни книги, икони и историја со непроценлива вредност. Епилогот. До темел изгорени конаците изградени 1825 година или Горни Палат. Денес се е обновено. Бигорски поубав од било кога, но мирисот на чад, сведоците на оваа катастрофа, секогаш ќе ги подсетува на она што го загубија во пламенот. Според официјалните податоци, во пламените јазици кои што достигнувале височина и до 15 метри, нема повредени. Навреме биле евакуирани сите присутни. Благодарение на добрата организација, знаењето и подготвеноста, во оваа катастрофа не се броја човечки жртви. Македонската православна црква Охридска архиепископија е црква на македонците од православна вероисповед и е најголемата во Македонија. Како што самите напомнавте, покрај работата во храмот, свештеничката дејност подразбира и теренска работа. Теренската работа го вклучува оној целокупен аспект кој што ја засега таа теренска работа, од контактите со луѓе, временските услови кои што владеат, растојанијата кои што треба да се поминат и така натаму, значи многу нешта. Така што можам да кажам дека свештениците, ако зборуваме за храм како храм, работат и во поволни, не би рекол добри услови секаде,
но кога говорам за теренската работа, ете би ја опишал дека има свои предизвици. Споменавте временски услови, споменавте дистанца која што треба да ја поминат за да стигнат од точка А до точка Б. Со какви ризици по здравјето се соочуваат според вас свештениците? Знаете, тие, например, треба да влезат во разни домови. Нели, там може да има некој болен човек и сето тоа е ризик по нивното здравје, од нивното здравје, потоа е ризик по здравјето на сите оние со кои што тие ќе стапат во контакт. Од домашните, колегите на работа и така натаму. Потоа, често пати се случува, нели, ние да одиме кај луѓе кои што се во некаква тешка, нели, болест, да се прочита соодветна молитва и така натаму, тоа подразбира дека емотивно ние мораме да го совладаме, нели, тој момент, како што е и опелото или погребот на разни категории на луѓе, разни возрастни категории, и сето тоа, нели, не може да не влијае на свештенослужителот, односно на свештеникот. Од друга страна, ваквиот момент или ваквиот аспект понесува потоа многу нешта и по неговиот секојдневен живот, а и по дејноста. Например, тој треба утрото да направи крштевка и да биде своевидно расположен со луѓето кои што дошле за убав настан. Потоа некаде следи опелото погребот, па потоа таму некаде во попладневните часови повторно следи, би рекол, весел настан како што е венчавката, а на крај треба да си отиде дома, да си поигра со своите деца, да исконтактира со својата сопруга. И денот кај него, значи, носи многу емотивни набои, многу разни аспекти кои што тој мора да ги преживува, треба да ги преживува, а и треба соодветно да се однесува кон секој повод на кој што, нели, свештеникот е присутен. Да не зборуваме за моментот кога ќе дојде да исповеда или да разговара со некој верник за некој проблем духовен или пак семеен и така натаму, затоа што често пати имаме, нели, и такви разговори каде што помируваме брачни другари или пак се работи за некој болен во семејството, утешуваме или некој се упокоил, повторно треба да му се пружи утеха и, нели, не можеме да не сметаме дека сето тоа влијае, би рекол, на психофизичката состојба на свештенослужителот. Исто така има еден друг аспект, а тоа е богослужението, каде што некогаш богослужението трае со часови. Тоа значи стоење во едно место, што секако удира, би рекол, на телесното здравје на свештеникот, но ќе го заокружам сето ова жалење со тоа дека Господ сепак ја дава благодата, за да може, нели, да се издржи и сепак дека призивот се прави со желба и секој од нас кој што пристапил на овој призив, односно на свештеничката дејност, тоа го прави со желба, свесен за сите предизвици кои што може да се случат и по неговото здравје и по неговата општа состојба. Сите вработени во Македонската црква одговараат пред неколку закони, но колку привилегии уживаат од истите? Историјата вели дека досега не се регистрирани повреди на работно место, но ако на ова се додадат честите грабежи, тогаш ризикот значително се зголемува. Дали имате официјална евиденција колку вработени лица има Македонската православна црква и како се регулирани работните односи овде? Односно, имате ли евиденција колку луѓе се редовно вработени, колку луѓе се хонорарци, колку луѓе волонтери и слично? Да. Свештениците се оние кои што се пријавени врз основа на закон за работен однос кој што подразбира трговец поединец. И тие плаќаат месечно давачки во однос на здравствено и пензиско осигурување, а на годишно ниво плаќаат данок паушален кој што е утврден од страна на државата по однос на категоријата каде или во кој храм служат, односно дали храмот е градски, селски, односно приградски и селски храм. Имаме вработени во администрацијата и образовниот апарат, кои што се во работен однос согласно Законот за администрација во државата, односно согласно Законот за образовни институции за образовните институции. Тие се платени и со плата и со придонеси согласно, нели, овие закони. И третата категорија на вработени кои што работат во храмовите како доброволно, но на кои што ние им даваме дар за нивната жртва и тие обично не се пријавени, туку тој дар го примаат како дар за нивната жртва, односно за нивната, би рекол, доброволна работа во храмот. Сега, затоа што овој закон не се однесува само на личната безбедност и здравје, тука има уште еден аспект, а тоа е заштита на културното наследство, односно нашите цркви и манастири, тука е заштита од пожари, поплави и слично. Имате ли евиденција дали до сега се случиле некакви повреди при некои слични вакви ситуации, затоа што сведоци сме дека неколку пати до сега горели цркви и манастири? Да. Не само тоа, туку и кога биле ограбувани црквите и манастирите, имаше, би рекол,
Преломна точка беше моментот кога на територијата на Западна Македонија беа ограбени неколку вредни сакрални објекти со икони, и тогаш се подигна алармот, иако тие беа во културно наследство, значи покрај црквата требаше државата да обезбеди соодветна заштита. Тогаш се одлучи дека во секој храм треба да се постави надзорен и алармен систем, и горе долу е тоа веќе секдека спроведено. Оние храмови кои што имаат, би рекол, повеќе средства во своите каси да обезбедат и чуварска служба, и тоа е обезбедено таму. Имавме случај кога беа направени грабежи на цркви, при што беа направени оштетувања на инвентарот, но воедно беше нападната и чуверската служба, односно беа повредени чувари при таквите обиди. Главно со толкав ризик не, но кражби на црквите се случуваат и ние имаме по некои десетици, би рекол 10 до 20 на годишно ниво низ сите епархии на црквата. Второ, исто така тука се и сакралните објекти, гробиштата, кои што се случува од одредени причини некогаш да бидат, би рекол, осквернети, односно да бидат искршени гробови православни. Тоа се случуваше во минатото, сега во последните години не е случај, но го имавме како случување. Има ли во вашата статистика до сега случај на повреден свештеник на работното место или при пожар, поплава или нешто слично? Сега, ако се земе предвид онаа што беше катастрофа во Стајковци пред од одредени години, кога беа уништени од поплавата сакралните објекти, но директно некој свештеник да беше пострадан, не. Со коронава да, затоа што сепак представува наш контакт со верниците, трансмисија на болеста, и имаше свештеници кои што директно починаа од едни се разболеа, не починаа, но други се разболеа и починаа како директна причина од разболувањето од коронавирусот. Вака не можам конкретно се сетам на некој случај. Единствено кога изгоре Бигорскиот манастир, мислам дека тогаш имаше повредено еден или двајца монаси кои се обидуваа да го запрат пожарот, односно да го изгаснат пожарот, па се здобија со некои опекотини, односно изгоретини од самиот пожар. Тоа е, би рекол, она кое што во мојата памет постои, но некоја конкретна евиденција дека ние водиме, не водиме. COVID-19 донесе нови правила за работа. Никој не предвиди професионално заболување од ваков вид, чишто последици неретко беа фатални. Не беа изземени ниту свештениците. Она што произлегуваше од страна на Светиот архиерейски синод, кој што е одговорен во насока на креирање, би рекол, на животот на црквата, а со тоа политиката, која што е дали духовна и така натаму, односот со институциите, беа прифатени мерките кои што ги пропишуваше државата и беа јасно кажани и дадени на применување во конкретните храмови. А тоа беше во периодите кога се бараше носење на заштитна маска, потоа поставување на пунктови за дезинфекција и дезинфицирање на работите кои што се допирани, од сите, како бришење на иконите, кваките од вратите и така натаму. Додека траеше, би рекол, тој ек на примена на овие мерки, тоа се применуваше. Некаде, за жал, одредени свештенослужители не само што не сакаа да ги испочитуваат овие мерки, бунтувајќи се против одлуката на синодот, иако тука морам да кажам дека епископатот, односно владиците, беа конзистентни и беа едногласни во тој став, но одредени во подолната иерархија свештеници не сакаа да ги применуваат тие мерки од некакви си своји теолошки претпоставки кои што нема врска со вистината, односно со преданието на црква. Имавме таков случај кој што беше санкциониран од страна на Светиот архиерейски синод и од страна на надлежниот владика, така што можам да кажам или морам да кажам дека со оглед на таа критична маса која што се појави меѓу одредени верници во глобала, дека добро се однесува верниците и црквата во овој аспект. Ете како податок ја кажам дека, например, речиси сите владици се вакцинирани, многу голем дел од свештениците, од монаштвото и така натаму, со исклучоци кои што сметаа нешто друго во однос на вакцината и на сите тие мерки. Католиците во Македонија се третата поголемина верска заедница во Македонија. Може би имаме различни верувања, но одговараме пред исти закони.
А кога е законот за безбедност и здравје при работа во прашање, објектите наменети за католиците безбедни, а свештените лица и здрави и обучени. Отец Зоран, за почеток, колку вработени има Скопската бискупија и Струмичко-Скопската епархија? Вака, значи, во католичката црква во Македонија немаме кој знае колку вработени. Како вработени ги сметаме свештениците и дел од монахините кои што се како дел од црквата. Вие знаете, католичката црква во Македонија е една мала заедница, трета верска заедница во нашата држава, иако како составен дел сме на најголемата верска заедница во светот, католичката црква, но во Македонија и вработени околу сите заедно околу 30 и некој човек имаме, да. Како се регулирани работните односи на овие 30 и неколку луѓе? Значи, сите се во склопот на сите законски одредби кои што ги дава Уставот на Македонија, сите така се вработени како дел од црквата каде што делуваат. Сега секој според неговото место каде што работи. Дали тоа е свештеник, парох или капелан, сотрудник, кој што тоа го има. Сите вработени во црквата се практично само вработени, затоа што ние немаме еден колектив како вработени во црквата, туку секој со добивањето на декретот од владиката дека го зазема тоа место, се пријавува и се вработува на тоа одредено место, било тоа во град или во село, дали тоа е во црква или во манастир, со одреденото место си го добива и своето пријавување, нели, кое што го има. Со оглед на тоа дека сите 30 и неколку вработени се вработени според Законот за пензиско, инвалидско и здравствено осигурување на Република Македонија, од тој закон произлегува и Законот за безбедност и здравје при работа. Како ги оценувате условите во кои што работат сите овие 30 и неколку вработени луѓе во католичката црква или Скопската бискупија и Струмичко-Скопската епархија? Да. Значи, нели, тоа е добро кажано, католичката црква е едно, но постојат двете субјекти кои што се католичка црква или составен дел на католичка црква, Скопска бискупија и Струмичко-Скопска епархија. Сите настојувања на црквата се да бидат по можност најбезбедни. Значи, храмовите, фала му на Господ, сите или се нови, кои што ги имаме во Македонија, или се реновирани, реконструирани и се градат според стандардите кои што ги пропишува делот за градење, дали тоа архитектура или статика. Значи, сите објекти се со добиени дозволи за градба според она што го пропишува. Најпрвен, значи, пристапот кој што се гради црквата да може да дојдат сите верници, со тоа и вработените, се настојува да биде најприступачен, најповеќе можно, со скали или без скали и со можност, нели, за луѓето кои што се со попреченост исто така да дојдат во можност да влезат без при тоа да морат да барат помош од друг. Некои објекти кои што ни се од постарите, може би уште до тоа и не се стигнати. Ние имавме во изминатите години еден стоп кој што ни настана поради пандемијата која што беше со COVID-19, но бидејќи во 2018 година католичката црква во Македонија ја доби втората епархија, односно Струмичко-Скопската епархија, знаете, во црковниот живот, во христијанскиот свет, епархијата е последниот стадиум или највисокиот стадиум кој што се добива и тоа е нешто кое што трае за секогаш. И кога 2018 година беше од страна на католичката црква, односно на папата, прогласена епархијата, тогаш нашиот епарх, бискупот Киро Стојанов, донесе
еден таков закон во кој што утврди дека до 2021 година, односно во рок од 3 години, сите храмови да бидат приспособени на пропишаните закони во државата, односно во Македонија, со тоа што мора да имате рамен под внатре. Подот, ако не може да се дозволи црковната заедница, односно парохијата, да биде од камен или гранит, тогаш минимум да биде мермер, со тоа што тоа е материјал кој што е траен, но и воедно е рамен по кој што може да се оди. Да не бидат премногу високи деловите на олтарниот простор, исто така беше донесено како правило. И нешто друго кое што ние пред пандемијата го започнавме, беше според прописот на нашиот владика донесен да се спроведе во сите храмови, во сите парохијски заедници обука за прва помош. Во повеќето од парохиите успеавме да направиме, но некои, за жал, поради ковид ситуацијата, ќе почекат. Но тогаш од епархијата беше даден еден нов правилник, со тоа што некои работи кои што беа предвидени за 2021 се пролонгира до 2024 година. Сите се надевавме дека побрзо ќе заврши пандемијата, но за жал се уште сме внатре во пандемијата. Сега тоа во епархијата подобро знаат како работите ќе бидат уште, дали ќе се пролонгира или нема да се пролонгира тој правилник, но во секој случај во сите цркви, во сите храмови, заклучно дали тоа е парохијска црква или филијална црква или капела или параклис, треба да има пристап до неа, поради проблем со пожар ако настане, мора да има противпожарни апарати кои што се предвидени. Сето тоа се прави за да може брзо да се изреагира. Примерно црквата по правило би требало да има минимум 3 метра од соседниот зид, за да може возилото на противпожарната служба да може да кружи околу објектот. Сето тоа изгледа можеби малку чудно, но црквените луѓе тоа го предвиделе поради безбедност, на која што знаете во храмовите се собира повеќе луѓе и тогаш може се да се случи. За мене лично оној проект на покана да дојдат стручни луѓе, тоа беа најмногу од првата помош во државните болници кои што ја имаме, брза помош, да ни држат курсеви по парохијата, во кои што курсеви беа обврзани да влегуваат и свештеници и оние волонтери кои што работат во црквата, помагаат на црквата, не работат во црквата, затоа што не се вработени во црквата, туку се верници, за да може да ги научат техниките за прва помош. За мене лично тоа нешто е неопходно да се направи, или не само во католичката црква, се надевам, од и други институции тоа би го презеле, но во суштина тоа се деловите кои што за безбедност при работа се заземат, со можност сите вработени да имаат и здравствено осигурување. А законот го пропишува токму тоа. Пред се лична, но и колективна грижа за здравието и безбедноста. Не се доволни само заштитниот појас или шлем, ниту пак систематските прегледи на 2 години. И повеќе од потребни се и ПП апарати, влезови за излез во случај на евакуација, чисти приоди за возилото на противпожарната единица, затоа што во случај на итност, времето се мери во секунди. На 15 април пред 2 години светските медиуми јавија за големиот пожар на црковната катедрала Нотр-Дам во центарот на Париз, кој беше огромна закана да го претвори во пепел големото културно наследство. Црквата во моментов се реконструира и се планира за 2 години повторно да ги отвори вратите за туристите.
Дали знаете дека во нашата земја има комплекс на манастири и цркви кои се постари од светски познатата Нотердам во Париз. Па така во југоисточниот дел на Македонија се наоѓа комплексот Свети 15 Тивериополски маченици кој датира од 9 век. Колку вредното културно наследство на територијата на нашата земја е заштитено од пожари? Дали пожарите кои се случиле во минатото беа сериозен аларм и поука за посериозен пристап, обука и образование на лица за превенција и заштита од пожари? Одговори бараме во следните минути. На 30 септември 2009 година од пожар до темел изгоре стариот дел на манастирот Свети Јован Бигорски, а неодамна заврши реконструкцијата на опожарениот манастир Трескавец. Манастирите не само што се духовни светилишта, тие представуваат и непроценливо културно богатство. Без разлика дали се работи за несреќа или пак човечки фактор, во членот 24 од Законот за безбедност и здравје при работа ги опфаќа обврските кога станува збор за пожар, евакуација и спасување. Вие како стручно лице за Законот за безбедност и здравје при работа, може ли да ни кажете кои се обврските на верските објекти? Во Законот за безбедност и здравје при работа, во третиот дел има поглавје каде што се останати обврски на работодавачот и таму се наведени сите обврски во однос на заштитата од пожари, евакуација и спасување. Во зависност од објектот кај што се одвива работниот процес, дали е фабрика, дали е верски објект, сите се должни, односно работодавачот е должен да обезбеди оптимални услови за безбедност и здравјето на вработените, но и на луѓето кои што се присутни во самиот објект. Како што кажавте, освен што се објекти кај што се извршува било каква работа, тие се објекти со големо национално културно богатство. Законот предвидува работодавачот да му возможи на вработениот сигурна работа. Тоа што подразбира во овој дел? Подразбира во секој момент кога ќе се случи пожар, експлозија, испуштање на отровни материи над дозволените граници или било каква друга штетност која може да се појави, да има секој вработен да е запознат што треба да направи во таква ситуација. Значи, еднаш на 2 години се прават обуки, практични обуки на луѓето кои што работат, а се на секој 20 вработени се обучува лице кое што е запознаето со плановите за евакуација. Значи, треба да има план за евакуација, треба да има прва помош, треба да има обуки за спасување. Воедно тие фирми, односно не се фирми, него верски заедници, треба да направат договор со правни субјекти од овие области, за да можат квалитетно да излезат во превенција на оваа проблема. Имате ли искуство, некаква соработка со верските објекти во правец на советување? Ние досега како здружение не сме имале никакво искуство во овој правец, иако сите овие верски објекти се во Законот за работни односи. Тоа значи, ако ги остваруваат правата како луѓе вработени во делот на плати, придонеси и здравствено осигурување, апсолутно имаат права и да имаат безбедност и здраво работно место. Во Црна Гора има пракса свештениците да посетуваат обука за да можат да работат како одговорни лица за безбедност на објектот, а се со цел правилна имплементација на законот во манастирите во кои се наоѓаат. Кај нас е потребна ваква пракса, но во законот е точно дефинирано кој може да биде стручно лице за безбедност во институцијата, а во случајов верски објект во кој те работи. Освен што треба да се подготви да го положи тој стручен испит, тој треба да има и предходно пред се инженерска струка. Значи, да биде инженер за заштита при работа или некоја сродна струка, за да може соодветно да одговори на барањата кои што ги бара законот. Безбедноста при работа е мултидисциплинарна струка. Тоа значи дека опфаќа и медицина на трудот, хемија, психологија, индустријски инженери, машинство. Затоа е најдобро работодавачот, во овој случај и во оваа работна средина, да означи лице кој што ќе биде одговорно, меѓутоа ќе склучат договори со правни субјекти кои што се исклучено експерти и професионалци во оваа дејност. Какво е вашето мислење, колку е безбедна работата на свештените лица? Ви кажав дека немаме до сега никаков контакт со нив во овој дел и не знам дали воопшто се преземаат такви обврски, работодавачи дали преземаат такви обврски. Заштитата на работа е едно од основните права загарантирани со Уставот на Република Северна Македонија.
со кое се обезбедува чување и унапредување на здравјето на работниците, како предуслов за успешна работа и оптимална продуктивност во работењето. Здрав работник значи здраво општество. Превенцијата и обезбедувањето на безбедни работни места е постулатот по кој што се води нашето Удружение и сите кои што работиме во оваа област. Здрав работник значи здраво општество. Во последниот период гледаме и во последните години и во Македонија дека човечките ресурси се нешто за кое што сите разговараме. Значи тешко се доаѓа до добар работник, тешко се доаѓа до квалитетен работник. Би било штета да дозволиме и тие добри работници да ги губиме на одреден период, не дај Боже, во рамки на концептот на емисија, не дај Боже, па да завршат со фатален случај, односно да имаме повредени и мртви луѓе во оваа дејност. Може се независни, различни во верувањата и убедувањата, со свој правила и буџети. Но во случај на непогода, пред законот сите сме исти. Токму затоа, само негова правилна имплементација може да значи и сигурни и безбедни работни места за сите вработени, без разлика дали истите се од католичка црква, соборна црква или од џамија.